имаме такви случаи кога врвни личности од Република Албанија остваруваат средба. Пред да дојдат на официјална посета, ќе се оствара средба со албанците во Македонија. Или се викат на кафе Муабет, или во Поградец, или во Охрид. Не се случува еден таков реципроцитет и за македонците од сегашнава или минатата или предминатата политика или гарнитурите на власт што биле во Република или институциите на Република Македонија во таква сложна ситуација како што прават и албанците во... Интензивни се контактите Скопје-Приштина. Многу скромно македонската страна го отвара прашањето за статусот на кораните на Косово. Дали тој македонски синдром не бранувај или отсуство на политика дека треба да се воспостави некаков реципроцитет во заштитата? Прво, ако ми дозволите да се представам правилно, ти малку претходно погрешивте. Јас сум председател на исламизираните македонци во Република Македонија, иначе по потекло сум од областа Гора во Косово. Констатацијата ваша е или не. Македонската држава не може да комуницира државнички затоа што Косово нема се уште изграден статус каков ќе добие, дали ќе биде држава или не држава. Комуникацијата со Србија е изгубена, се знае зошто. Затоа што и разграничувањето не ни го признаа со границата на Косово, делот на Косово и Македонија. Затоа ние не можеме да речеме дека Република Македонија дали страмежливо или не страмежливо ги отвара прашањата за гораните, односно за горанците, со оглед на тоа дека Гора и македонците во Србија живеа во една држава, во социјалистичка Југославија, тогаш на минавата. Ние се уште не можеме да кажуваме дека и во Србија и во Гора не беа отворени прашањата и порано, но секогаш властите во Република Македонија поради некој си комодитет во тогашната Југославија не поставуваа прашања, да речеме, во чисто етничките средини кај што беа, поготово во Гора, кога знаат поранешните власти на Македонија, на ФНР-ја 47-48 година, тогашниот представител Видој Смилевски Бато прими делегација од Гора со 3000 подписи за образование на македонски јазик. Денеска имаме ситуација во која гораните, например, учат бошкички наместо да учат на својот мајчин јазик. Мислам дека не е така. Сега во Косово све е дозволено, само не и српското. Барем во некои средини каде што и косоварите ги познаваат дека не се срби во национална припадност. Поготово што од режимот кој претходно владеел, огорченоста према тој режим, може да и оправдање да не се спомнува српството. Тоа е точно. Ние како македонци, односно или горани како што не прифаќаат, ниту можеме, ниту сакаме да го решаваме статусот на Косово, затоа што ниту можеме ни да одлучиме. Тоа е работа на меѓународната заедница, поготово и Македонија не може да го реши, ниту Србија, и оставаме процесот да вирае. Ние секако би ги почитувале одлуките на меѓународната заедница, иако Косово постане држава, да речеме. Ние ќе почитуваме таа држава. Добро, има една теза која е разви во Скопулос и на која јас сум приближно близок до неа, а тоа е дека прашањето на зачувањето на идентитетот, национален, културен, е предоставено на македонците кои имаат грчко државенство, бугарско државенство, кои живеат во своите домицилни држави. Втората теза е дека Македонија не прави доволно во заштита на македонските национални малцинства во соседните држави. Што е исправно, дали се тие дивергентни во Скопулос? Видите, ние како виноџито имаме развиен овај став. Тоа е наш принцип. Од овие причини што ќе ги искажам сега. Како прво сметаме дека жалосно ќе биде ни прашањето на почитување на човекови права на една држава, конкретно во Грција, да го сведеме на ниво на билатерален проблем. Ако една држава има дефицит на демократија, ако не ги почитува правата на сопствените граѓани, а се знае дека во меѓународната заедница, меѓународните стандарди
се оди кон се повеќе подобрување кон почитување на јазичниот, националниот и било кој идентитет на граѓанинот како индивидуа или на еден колективитет, сметаме значи дека почитувањето на правата на едно малцинство има повеќе меѓународен карактер отколку билатерален. Не смееме да го сведиме на тоа ниво, тоа е прво и основно. Значи, Грција мора да направи чекори кон понатамошната демократизација, почитувајќи правата на сите своји граѓани, без разлика на кој национален, јазичен, верски, било кој друг идентитет има. Тоа е прво и основно. Втора работа, зошто веруваме во овај наш принцип. Сметаме дека таа борба е борба на граѓаните на Грција за понатамошна демократизација, а нашата должност како припадници на македонското малцинство или македонската заедница е заедно со прогресивните сили во Грција, со прогресивните граѓани, со тие што вистински мислат демократски, проевропски, космополитички, заедно да влијаме и да водиме таа борба во внатрешноста на грчката држава. Тука нема шо да помогне Македонија во ова борба. Македонија може да направи за нас, македонците во Грција, многу работи. Може да направи Република Македонија да по најскоро можно време да стане равноправна членка на Европска Унија. Да направи во Република Македонија минимална плата да биде 1000 евра. Да направи македонските универзитети и образовниот систем да се трансформира така што да биде еден образовен центар кој ќе свети на Балканот и што ќе доаѓат тука да студират не само од Балканот, туку и од другите држави. Да направи така достоинствено и пристојно да живеат сите граѓани во Република Македонија. Да направи конечно тоа што треба за да биде во овај простор и во оваа земја ситуацијата таква пример за Балканот испротивно со сите овие развиени балкански национализми кои ние ги доживевме и ги познаваме минатите децени. Тодоровски, личното прашање мо, што е дали европски стандарди, европска конвенција или билатерални или микс од двата модела? Па нели морам јас да направам некаква развојност. Може би да почнем од она што го спомнува Ефтим, а тоа е реципроцитетот. Тој своевремено бил неможен. Од едноставна причина што имала една ненормална дискрепанца, Југославија која го развива малцинскиот систем, но врз основа на колективни права, не индивидуални права, и земјите околу незе кои што негирале постоење на малцинства. И во такви услови дипломатијата била билатерална тогаш, била тивка и од разбирливи причини и се работело за она што значи наоѓање јазик со другите земји со цел да се констатира постоењето на малцинствата. Сега ова се само многу минимални рефлексии и така натаму и така натаму. Втората фаза е она што го спомнуваше Павле, а тоа е дека се влегува во една мултилатерална фаза. Тогаш кога од средината на 80-тите години почнува Обединетите нации, а потоа и Советот на Европа да работат на тие прашања, тогаш доаѓа таа мултилатерална фаза. Сега она што го наговести и што неодамна и министрот Милошевски јавно го кажа, а тоа е дека ние влегуваме со цел да ја развиеме повторно билатералната дипломатија, но као комплементарност со мултилатералната дипломатија, односно сега малцинствата да станат токму она што го спомнавте, мостови на соработка. Значи, врз основа на позитивната меѓународна регулатива да се развива соработка меѓу Македонија и соседните држави за секој од овие малцинства одделни. При тоа, сепак морам да посочам, малку е по-деликатен случај со гораните. Таму прашањето на идентитетот се уште не е разрешено. Од кои причини Југославија не го разрешила е подолга приказна. Меѓутоа, факт е дека во овој период кога се артикулира, се прекршува работата со статусот на Косово, гораните се најдоа себе си во една ситуација на нерешен статус. И прашањето е прво тие самите како се чувствуваат. Пред се кај нив има многу прекршувања. Има редица луѓе кои се уште се инхибирани да кажат дека се македонци. Би рекол заради една стара флоскула дека ако се стане македонец ќе треба да станат православни. Тоа е една сериозна заблуда, може би порано некој тоа го барал од нив, но сега не.